Само храбри лидери со политичка волја можат да се борат против корупцијата и криминалот. Функционерите да го гледаат интересот на граѓаните, а не својот интерес. Институциите не работат транспарентно и независно. Граѓаните ви се разочарани затоа што не веруваат дека во Македонија владее начелото на еднаквост. Остри критики на адреса на власта стигнаа од високиот американски дипломат Ерик Мејер. Заменик шефот на мисијата на САД смета дека залудни се сите законски и уставни измени, кога немаме реформи во ризичните области, а тие реформи се многу повеќе од празни дискусии и промени на хартија. Избраните функционери мора да им служат на своите гласачи, а не на собствениот интерес. Мора да го одбијат, мора да се борат против корупцијата. Институциите и судството мора да функционираат независно и транспарентно, а за сега тоа не го прават. Зборуваме за нешто повеќе отколку само пишување или подготвување на реформи или повеќе отколку вакви конференции, дискусии, а не само за достигнување на некои репери, на некои цели, на некоја хартија. Долгите дискусии на Советот на амбасадори поминаа во знакот на сериозни забелешки за македонското правосудство и работата на функционерите. Според евроамбасадорот Дейвид Гир, реформските процеси назадуваат. Потребни се специализирани и независни институции, јакнење на собранието. Северна Македонија треба да продолжи да демонстрира вистински напредок во реформите. Едноставно нема кратенки во тој дел. Зборовите не се доволни. Председателот Стево Пендаровски смета дека сме биле убедливо најподготвениот кандидат за членство во ЕУ. Но за да продолжиме по тој пат, потребен бил реален консензус. Првиот чекор за тоа се уставните измени. Од аспект на она што го слушам, мислам дека позициите се на главните опозициони партии толку вкопани во таа партиска риторика од која очекуваат веројатно успех на следните избори, затоа не ја напуштаат, што навистина не гледам простор, никаков маневарски простор, дека можам тука да помогнем. Ставовите се такви, имате заверени изјави кај нотар дека ни на сон нема да подпишуваат промена на устав. Кој е решението? Решението е постојано јавно да објаснуваме дека ако ги ставите бугарите во преамбулата, не ја рушите државата. И покрај критиките од меѓународниот фактор, вице-премиерот Бојан Маричик верува дека 2030 година е реална временска дистанца за исполнување на европскиот сон. За да оди реформскиот процес напред, пак вели, треба да бидат вклучени сите политички чинители. Реално ни е потребен консензус со одговор на прашањето на сите политички чинители. Дали сакаме Северна Македонија да стане членка на Европската Унија, не под условите под кои ние што сме ги замислиле, туку под условите под кои што реално се на масата. Дека состојбата со корупцијата е алармантна покажуваат секојдневните критики од представници на земји кои се стратешки партнери на земјава. Иако навидом државниот врв покажува ентузијазам да се бори против корупцијата, таа и натаму се појавува како хроничен проблем, за кој засега нема ефикасен лек.